Добро вечер, вести на Канал 5. Кај 607 деца хоспитализирани со симптоми на труење откриене норовирусот, покажале последните анализи на Институтот за јавно здравје. Оттаму велат дека причината допрва ќе се утврдува, но се укажува дека болеста се појавила поради недоволна хигиена во кујната и во училиштето Димо Хаџидимов во Карпош. Норовирусот кој предизвикува стомачни тегоби е познат по својата издржливост, бидејќи на цврста површина може да опстане и по неколку недели, а потврден кај 6 од досега пристигнати 7 примероци од дечиња од училиштето Димо Хаџидимов. Но има материјали што допрва ќе се анализираат, па може ова да не е конечниот број на заразени, вели за Канал 5 директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андуновска. Надлежните досега најдоа фекални бактерии во мусаката од кујната, но и во 3 чешми. Сепак од Институтот потврдуваат дека водата е отфрлена како извор на зараза и е безбедна за пиење. Директорката Андуновска појаснува дека не се знае дали ќе се утврди и детектира конкретно една причина која довела до настанатата состојба, но се досега укажува на нехигиената како општ причинител. Контактме со сите надлежни институции, каде што ќе треба да се види и не знам дали ќе се успее да се детектира конкретно од каде е сето тоа во моментов. Бидејќи како што спомена, имаме и имаме ситуации кои што кажуваат на нехигиена. Имаме присуство и на вирус во моментов, но сето тоа практично води сепак кон една нехигиена и потреба во иднина да се подобри хигиената. 4 дечиња од училиштето остануваат во детската клиника. Директорот доктор Реџеп Мемеди вели дека иако се во стабилна состојба, неопходно е да се под медицинска обсервација, бидејќи се уште чувствуваат симптоми на труење со храна и знаци на болест. 7 од нив беа задржани на болнички третман, после добиената медицинска нега сите беа во добра, стабилна состојба. 3 од нив вчера беа пуштени дома, значи во добра општа состојба. Задржани се уште 4 деца кои продолжуваат со болнички третман, да видиме до понеделник и откако ќе бидат потполно во добра општа состојба ќе бидат пуштени. Во меѓувреме училиштето е целосно дезинфекцирано и нема прекин на редовната настава, уверува директорката Лела Николовска, но кујната што се наоѓа во посебен објект во училишниот двор е под клуч со пломба од Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорката потенцира дека со кујната не раководи училиштето, туку приватна фирма која е давател на услуги. Нашата обврска е само да ги користиме услугите. Надлежност училиштето нема во начинот на работењето на операторот кој што снабдува храна, бидејќи тие се посебен правен субјект. Наставата редовно продолжува, училиштето е хигиенски дезинфицирано, исправно и делот кој што е редовна настава и редовна работа, кај нас нема прекин. Инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство влегоа и во кујните на уште 9 основни училишта во општина Карпош, со кои стопанисува истиот оператор со храна, во чија собственост е и централниот магазин кој се наоѓа во Димо Хаџидимов. Од Агенцијата за храна за Канал 5 велат дека досега немаат резултати, а откако ќе ги добијат анализите од замените примероци, ќе се одлучи дали за фирмата ќе има санкции. Во Кочани по Пладнево се одржа нов марш за ангелите. Овој пат под мотото со љубов, со болка и со достоинство, во име на оние кои повеќе не можат да чекорат. Членовите на семејствата на настраданите нагласија дека овој марш не е протест, туку мирна и достоинствена порака против неправдата и подсетник дека зад секој судски случај стојат човечки животи, семејства и бескрајна болка. Родителите јавно објавија дека нема да молчат и дека ќе продолжат да бараат фер судење за трагедијата во дискотеката Пулс, во која загина 63 млади луѓе. Нашите деца имаат право да живеат. Ние имаме право да зборуваме. Имаме право да протестираме. Имаме право да викаме. Нашиот гнев не е омраза. Нашата реакција не е напад. Тоа е болка што врие во секој родител што изгубил дете. Нашите срца се ранити, нашите животи се скршени. Трагедијата во Пулс е синџир на пропуст.
И ние бараме да се утврди одговорност за секоја алка од тој синџир, вклучително за полициските службеници. Правдата не смее да биде селективна. Нашите деца нема да се вратат, но за нив, за нивното име и спомен, ние нема да престанеме да бараме вистина и правда. Оливер Спасовски останува координатор на пратеничката група на СДСМ, а во раководството ќе има двајца нови подпредседатели, најави лидерот на партијата Венко Филипче. Тој на пресконференцијата обвини дека ИСМ потфрлила во производството на струја, а цената за тоа ќе ја платат граѓаните. Според енергетскиот биланс на ИСМ, кој што го донела оваа влада, за 2025 година било во план да се произведат 5100 гигават часови електрична енергија. Според извештаите на МЕПСО и МЕМО, од јануари до октомври се произведени само 2450 гигават часови. ИСМ работело како пола од хидроелектричниот потенцијал на земјата да го немаме, да не работел. Потрошени се 62 милиони евра за да оваа струја се надокнади. Почнуваме еден серијал на страшни скандали од утре со серија пресконференции, па да видат граѓаните кои луѓе блиски до владата што прават. Филипче и СДСМ се последните што имаат кредибилитет да зборуваат за состојбите во енергетиката, реагираат од ВМРО ДПМН. При преземањето на компанијата, ИСМ беше во исклучително тешка финансиска состојба со производствена цена од околу 140 евра за мегават час, со загуби од повеќе од 130 милиони евра и доспеани неплатени обврски кон деловни партнери над 80 милиони евра. Ова е реалната слика што ја остави СДС и која ја загрози стабилноста на целиот енергетски систем. Против раководствата кои ја управувале компанијата во периодот од август 2017 до август 2024 поднесени се пријави до надлежните институции и веруваме дека сите до еден ќе одговараат за своите злосторства во една од најзначајните државни компании, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Пензионерите кои се залагаат за линеарно зголемување на пензиите, денеска од Штип порачаа дека во понеделник ќе протестираат пред Уставен суд во Скопје со цел, како што велат, да продолжи сегашниот модел на покачување. Понеделник во 11 часот пред Уставниот суд сакаме да го изразиме протестот, да го изразиме од цела Македонија за последното што се случи од Уставниот суд, да ни го оспорат она кое што законски беше определено да ги земеме средствата линеарно да ни се доделат. Меѓутоа, ете сега Уставниот суд го порекнува тоа и на некој начин доаѓа до израз да и средствата што ќе треба да ни бидат доделени сега наредниот период во март, значи питање е дали ќе ги добиеме. Доколку не се реши работата околу ова, дека на 10 декември, тоа ќе го кажеме и во Скопје, ние ќе се собериме и пред Европската Унија и пред Европската Унија ќе ја прашаме дали ние треба да направиме дискриминација на едни или на други и со овој закон што го они прават на овој начин. И завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.